Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Започнува да се одмотува клопчето за проневера во Прилепската болница. Полицијата приведе 2 лица. Како до мир, љубов и хармонија. Чиста куќа е новиот театарски проект на Војдан Чернодрински, премиера на 31 мај во 20 часот на сцената од Центарот за култура Марко Цепенков. Концерт на етно-оркестарот Александар од Виена во Прилеп. Времето денеска сончево и топло со температура до 23 степени. Урбан маркетинг. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфорно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Веле, Скопје. Ваш сигурен превозник, Роман Прилеп. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време. Со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со гласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. Шалтерски работници присвоиле 32.000 евра, си ги ставиле во джеп парите од партиципација на пациентите. Управата за финансиска полиција до основното јавно обвинителство Прилеп поднесе кривична пријава против ИМ и СЧ во својство на службени лица при јавната здравствена установа Општа болница со проширена надлежност Борка Талески Прилеп поради постоење на основено сомнение дека сториле кривично дело проневера во службата. Лицата од Прилепската болница присвоиле речиси 2 милиони денари зашто не ги пријавиле парите кои ги наплаќале од пациентите за партиципација. Според обвинителството, во периодот од 1 август 2024 до 30 април 2025 двајцата осумничени лица како службени лица во Оделението за материјално-финансиско работење во секторот за материјално-финансиски работи при болницата со намера за себе да придобијат противправна имотна корист присвоиле пари доверени во службата. По насока на основното јавно обвинителство Прилеп во текот на утринските часови од страна на службени лица на управата за финансиска полиција, едно од лицата е обезбедено и изведено пред јавен обвинител за понатамошно постапување, информираат од финансиската полиција. Синоќа во просториите на Градската библиотека Борка Талески беше промовирана книгата Како до мир, љубов и хармонија од авторката Корица Чатлеска. Книгата со наслов Како до мир, љубов и хармонија е моje прво дело кое што го напишав со многу љубов. Целта на оваа книга е да ги подучува луѓето и да ги мотивира како во мир и љубов да го живеат животот, да научат дека меѓусебно треба да се сакаме
И понатаму, откако ќе дојдат до тие сознанија, откако ќе ја прочитат книгата, ќе разберат дека колку многу значи животот да се живее во благосостојба, мир, љубов и хармонија. На 31 мај во 20 часот на сцената на Центарот за култура Марко Цепенков, театарот Војдан Чернодрински премиерно ќе ја прикаже представата Чиста куќа од Сара Рул во режија на Тамара Стојановска. Чиста куќа зборува за непредвидливите пресврти во животот и начинот на кој се соочуваме со нив, за болката што е неизбежна, за големината на простувањето, но и за љубовта и губењето на истата. Представата го истражува ширењето на емпатија и начинот на кој се спроведуваме со траумите од детството, во нашиот случај преку вицеви, како средство за преживување, бегство и поврзување. Концерт на етнооркестарот Александар од Виена во Прилеп. На летната сцена од Центарот за култура Марко Цепенков на 30 мај со почеток во 20 часот целовечерен концерт ќе одржи етнооркестарот Александар кој доаѓаат од Виена на нивна иницијатива. Етнооркестарот Александар е првиот оркестар во историјата на Виена кој нуди ексклузивен пристап и простор за секој музички ентузијаст без разлика на родова, национална и било каква друга припадност. Идејата и мотивот кој ги сплотува се изучување и искусување на македонската и балканската традиционална музика. Временска прогноза. Времето денеска сончево и топло со температура до 23 степени. За утре метеоролозите предвидуваат слично време на денешното. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника. Продукција Радио Пела, уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески. Мај 2025.